Најважно е за проектот Крушево етноград дека еве дојдоа преку 600 граѓани од Крушево кои со задоволство чекаат нешто да се случи во нивниот град и многу ја поздравија оваа идеја, бидејќи во оваа идеја се вклучени сите јавни личности, а веќе добива голема поддршка и од сите институции во нашава држава, што е најважно дека оваа идеја е пред се граѓанска идеја, значи не е идеја на ниедна политичка партија, зад неја стојат нашата невладина организација и најпознатите личности од нашата држава, дека ние на некој начин сме револуцирани од тоа што подигаме ова туристичко стание, од тоа бидејќи главното место во нашава држава што е кај што се покажала главната револуционерна борба, дека нашиот граѓанин и народ не сака да трпи некои неправдини, кај што се побуниле луѓето, сега тоа го претвараме во огромна туристичка револуција, во револуција во која ќе привлече многу туристи и се друго. Што е најважно за овој проект е дека проектот е самоодржлив, што значи дека за само 3 години сите пари што ќе ги инвестира централната власт, нели преку Министерството за култура и Министерството за економија за да го поддржи ова туристичко стание, а веќе има огромен интерес од нивна страна, е најважно дека за само 3 години парите ќе се вратат веднаш, а Крушево ќе добие една вистинска туристичка слика. Значи многу мина од граѓаните рекоа дека ова наше доаѓање денеска е на некој начин втори ден, а ја кажам дека тоа ќе биде и многу поише, дека од следната година веќе целата македонска јавност и сите граѓани значи се вклучени во проект Крушево етноград и дека ќе можеме на еден убав интерактивен начин да ја представиме нашата историја и нашата револуционерна борба од минатото. И да направиме пред се Крушево да биде град, единствен етноград на Балканот, бидејќи Крушево